За прегледи кои им следуваат бесплатно, пациентки плаќале кај своите матични гинеколози. Иако ехо прегледот, колпоскопијата и пап тестот, согласно договорната обврска со Фондот за здравствено осигурување, следуваат бесплатно, на пациентките им биле барани пари. Овие неправилности ги откри заедничката контрола на Фондот за здравство и на Управата за јавни приходи, кои утврдија дека речиси половина од проверените установи работеле спротивно на договорот со државата. Вкупно 23 приватни ординации добија казни и санкции. Едни за незаконска наплата на бесплатни услуги, други за неуредна евиденција. Во споставена пракса спрема представките што стига до нас да се напаѓа 500 денари, дали за ЦД, дали за некој дополнителна работа. Мислам дека во нареден период и тоа ќе го појасниме, меѓутоа тоа е пакетот на бесплатни здравствени услуги и тие не сме да бидат наплаќани. Најлоша состојба е евидентирана во Струмица. Од 5 контролирани ординации само една работела законски, а кај 4 има неправилности. Најмалку неправилности имало во Битола и Прилеп. Дури 70% работеле според правилата. Неправилности само кон фондот има 3 установи, само кон УЈП имат 11 установи, кај двете има и кај фондот и кај УЈП има неправилности кај 9 установи. Матичните гинеколози пак со реакција. Оваа несоодветна и неправилна наплата кај матичните гинеколози е последица. Причината лежи во недефиниран сет на услуги кои што се на терет на Фондот за здравствено осигурување. Ако се договориме дека во сетот еден пап е бесплатен на 3 години како што е во националниот протокол, тогаш тој ќе биде бесплатен. Ако се договориме дека рутински ехо преглед на 3 години ќе биде бесплатен, тогаш ќе биде бесплатен. Ако колпоскопија по секој позитивен пап тест ќе биде бесплатен, тогаш така и ќе биде. Треба да седнеме да ја отстраниме причината за оваа појава. Ние тоа го бараме од 2007 година. Од УЈП апелираат пациентките секогаш да бараат фискална сметка, додека фондот ги охрабрува да поднесуваат представки и да не молчат. Контролите биле спроведени во Скопје, Битола, Прилеп, Тетово, Штип и Струмица, градови од каде што пристигнале поплаки. Казните за прв прекршок се движат од 400 до 1500 евра. При повторување на грешките следуваат повисоки глоби и раскинување на договорот со фондот. Во моментот Фондот за здравство има склучено договори со 149 приватни гинеколошки установи.